А утре во Скопје ќе се одржи конференција на која представници на невладините организации ќе предложат мерки со кои ќе се спречи манипулацијата на децата од страна на нивните разведени родители. Неретко токму мајката и таткото ги користат децата за меѓусебно пресметување, што ќе биде побарено на конференцијата со директорот на првата детска амбасада Меѓаши. Разговара Елена Муковска-Ивановска. Елена, повели со разговорот и да видиме за што ќе се разговара на утрешната конференција. Дали е група родители поддржани од првата детска амбасада Меѓаши поднесоа предлог да се измени законот за семејство со тоа што ќе се воведе заедничко старателство на децата по разводот. Ова би значило дека и двајцата родители по разводот, кога ќе се разделат, ќе можат подеднакво да минуваат време со своето дете. Како што кажа и ти, утре во Скопје се одржува конференција на која ќе се дебатираат и анализираат повеќе аспекти од оваа тема, ќе присуствуваат родители, правници, стручни служби, педагози, психолози и адвокати, сите заедно ќе ги анализираат предностите и слабостите од ваквата новина. Гостем во вестите на Канал 5 е првиот човек на детската амбасада Меѓаши, кој што ќе ни каже, може да ни кажете конкретен пример како тоа би изгледало и кои се предностите и слабостите според вас? Јас можам да ви кажам конкретен проблем со кој се соочуваат децата кога нивните родители се разведуваат. Кај нас СОС телефонот веќе на второ место проблемот децата, траумите кои ги трпат кога нивните родители се разведуваат и кога не може да се договорат како заеднички ќе водат грижа, ќе го воспитуваат, образуваат и чуваат детето. Во тој случај настапува Центарот за социјална работа и тој не секогаш постапува по најдобар интерес на детето. Имено, навистина треба, според Конвенцијата за правата на детето и препораките на Комитетот, на детето му се потребни два родители. Двајца родители кои ќе го сакаат, ќе се грижат за него, ќе го чуваат. Кога едниот родител е со целосен ангажман, а другиот со право на видување, не може подеднакво да се води грижа за чување, воспитување и згрижување. И стартната позиција не е иста. Јас би рекол дури и дискриминирачка. Ние се залагаме детето да не бира со кој родител ќе има полн капацитет да се грижи за неговиот правилен раст и развој. Кога се донесува одлука од страна, односно решение од страна на Центарот за социјална работа, мора да се помисли дали навистина тоа е во најдобар интерес на детето. Децата се ставени во една многу незавидна ситуација, да тие сваќаат дека кога бракот се растура и родителството. Всушност се растура само брачната заедница, партнерите веќе не живеат заедно, но родителството останува. Затоа ние заговараме и се залагаме по развод, одговорно родителство, заедничко старателство, заедничка грижа, заеднички напори, заеднички финансиски средства за навистина детето да ги ужива доблестите да има два родители кои нема да се надпреваруваат на сметка на детето кој ќе го земе старателството, односно родителствувањето со полн капацитет, а вториот родител кој ќе има само права на видување. Стартните позиции треба да се исти, а Центарот за социјална работа треба да врши наблюдување, мониторинг, дали двата родители квалитетно го старуваат правото родителско, ако не, тек тогаш може или да се редуцира правото на количество на видување, па дури во најлоши случаи да му се одземе родителското право. Во кои други земји го има овој начин на заедничко старателство врз децата и може да ни кажете дали може да има проблеми од сето ова? Заедничкото родителствување и одговорно родителство по развод не е новитет. Тоа го има во многу западноевропски земји, во скандинавските земји многу одамна веќе функционира во Франција, функционира во Холандија, во Белгија, во Индија, во Пакистан, во Соединетите американски држави. Едноставно ние сакаме да сватат центрите за социјална работа дека не смеат да се играат со судбината на децата, а родителите пред да стапат во брак мора да размислат што значи брачна заедница, колку е тоа одговорно да се биде родител, а уште повеќе кога ќе се растори брачната заедница, дека треба да се биде одговорен родител и кога заедницата веќе не функционира, но родителствувањето функционира за цел живот. Детето не треба да се стави во ситуација да бира со кој родител ќе оствари поголемо право на родителствување, туку со двата родители да има подеднакво количество на видување и двајцата родители да му бидат подеднакво блиски во напорите да навистина израсне и да биде благодарен што има два родители. И за крај само, дали за сега имате некаков фидбек од надлежните од Министерството, какво е расположението? Имаме фидбек, има расположение од
од Министерството за труд и социјална политика, главниот проблем е што Законот за семејство дава голема можност доколку двата родители се договорат да го остваруваат подеднакво правото на видување и чување и згрижување, но во моментот кога двата родители не може да се договорат, тогаш Центарот за социјална работа е тој што пресудува кој ќе биде родител со полн капацитет, кој ќе биде родител со право на видување и најчесто во тие услови има надпревар меѓу родителите кој ќе го добие тоа старателство или родителствувањето. Тука да не кажам дека не се бират средства за да се надмудруваат, а најчесто на сметка на детето, и детето е тажно, чувствува тегова и многу му е тешко како да се справи во една таква ситуација кога има двајца неразбрани родители кои не може да се договорат. Да, верувам дека многу аспекти, многу дилеми, многу предлози ќе има на утрешната конференција на која ќе се дискутираат сите аспекти на ова ново решение што се предлага. Лидија? Така, Елена, ти благодарам и тебе и на господинот Збијанас. Продолжуваме